Почнува аплицирањето за земјоделски субвенции. Ова го соопшти министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој посочи дека проблемите со софтверот за аплицирање се решени и ги повика земјоделците да конкурираат за добивање субвенции за годинешното земјоделско производство. Рокот за поднесување на барања за директни плаќања ќе трае до 15 септември година. Земјоделците можат сами да поднесат барање за директни плаќања преку е-барање, кое е поставено на страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Оние земјоделци кои што не можат или не се во можност сами да креираат електронско барање, ги упатуваме најдосна до 30 август годинава да побараат техничка поддршка од подрачната единица на Министерството. Во меѓувреме, Министерството треба да одлучи како ќе го решава проблемот со дисбаланс на пазарот на пченица. Опциите за тоа се дополнителни субвенции или интервентен откуп на пченица. За жал, една од причините која што доведе до ова состојба е продажбата на 21.000 тон пченица во ниедно време на претходната влада, со одлука на владата, во согласност на Министерството, во месец мај е направена таа продажба на државните резерви, пченица која што е купена по 14 денари е продадена по 6. До крајот на јули ќе се знаат производната и пазарната цена. Тоа ќе биде еден од показателите за преземање соодветна мерка, а паралелно се следи и состојбата на терен, информираше министерот. Земјоделците се со став дека државата мора да им гарантира минимум 12 денари за килограм и директно да ги помогне, зашто без тоа нема да ја преживеат сезонава. Државата нешто ко субвенцира, нешто субвенции да пушти. Уште субвенции не сме земали. Тоа, друго нема. За до година мислиме ни да сееме, ни да вараме, ни да сееме. Од 40 декара се ваде 150 вреќи, тоа е птене и малку. Ваа година е птене шуша, нема ништо ваа година. Годинава, земјоделците ја живеат една од најлошите години во последните неколку децении. Лошите временски услови, приносите кај јачменот ги намали и до 70%, а во некои делови пченица и воопшто нема да се жнее.